18 часот и 49 минути. Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Треновски. Како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес имаме двајца гости и затоа ќе имаме и две одвоени интервјуа. Во прво интервју наш гостин е доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Со господинот Малчевски ќе разговараме на теми поврзани со претседателските и парламентарните избори, како и на теми кои се од општ интерес за сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со доктор Малчевски ќе направиме пресек на првиот ТВ дуел помеѓу Мицковски и Ковачевски. Ќе зборуваме за народните митинзи на претседателските кандидати со посебен осврт кон оној во Скопје на Гордана Селјановска и оној во Прилеп на Стево Пендаровски. А ќе зборуваме и за изборот на пратеничките кандидати. Ќе зборуваме за коалициите и условите за евентуални постизборни коалицирања, особено помеѓу ВМРО, ДПМН и коалицијата Вредија. Ќе зборуваме и за кодексот за фер и демократски избори. Ќе зборуваме за така наречените европски фронтови, но и за изборните програми и ветувања. Ќе зборуваме и за укинувањето на договорот за добрососедство со Бугарија, а ќе зборуваме и за досегашните протнувања во сите облици. Ќе зборуваме и за резултатите од последните спроведени анкети. Ќе зборуваме и за шарената математика на Пендаровски и Ковачевски, но и за поделеноста на општеството. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве минути, 90 на 80 на колку што ќе и потребно, ќе разговараме со нашиот гостин, господинот Самуил Малчевски, кого во овие моменти преку линковско поврзување го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Веруваме, го изгубивме господинот Малчевски, се надеваме дека за брго ќе се уклучи повторно. Не верувам дека тој се исклучи, можеби го исклучи оние што нас не исклучија на самиот почеток. Господин Малчевски, само да ви известиме дека не сте во студио, да веќе се враќа господин Малчевски. Се надеваме дека за неколку секунди ќе биде заедно со нас, само за момент. Веруваме дека се ќе бидете во ред. Почитувани, ова по втор пат, по трет пат денес се случува, меѓутоа нема да се предадеме. Прв пат не исклучува емисијата комплетно на 48-та минута, но сега ни го исклучува нашиот соговорник. А пред тоа не исклучија нас од емисијата. Ево, да пробаме повторно. Господин Малчевски е заедно со нас. Се надевам дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господин Малчевски, добро ви утро и добро дојдовте на Македонски корени. Добро ви утро по македонско време или добар ден по австралиско време. Јони Бети, поздрав до нашите слушатели, сите оние кои што ова утро во Македонија или утро или попладне во Австралија решија да го поминат со вашата емисија. Јас искрено стварно не знам што се случи. Јас супер ве слушав, супер ве гледав, но наеднаш се изгуби мојот контакт со вас, така да се надевам дека тоа нема да се случи во следните. Ние се надеваме бидејќи на 48-та минута нас комплетно ни ја скинаа програмата. Мораше да почнуваме уште, значи ова е вториот дел од програмата. Добро, видете, очигледно е дека емисијата ви е популарна и дека некој се плаши од вистината која што се зборува во оваа емисија. Така да тоа не е ни прв пат, ни последен пат да се случува. Очекувајте дека како поминува времето, како наближуваат изборите, се почесто ќе ги имате тие проблеми. Точно така. Еве и од мене добро ви утро, господине Малчевски. Ви благодариме што сте заедно со нас и со сите наши гледачи и слушатели. Ни причинува огромно задоволство, како и секогаш. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието во секој случај. Благодарам, Бети, уште еднаш. Во четвртокот се одржа првото соочување помеѓу главните претенденти за премиерска функција, доктор Христијан Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН, и Димитар Ковачевски, лидерот на СДСМ. На ТВ дуелот имаше неколку теми, меѓу кои каков претседател и треба на Македонија, францускиот предлог, добрососедските односи, потпишаните договори, животниот стандард,
корупцијата и политичката разврска која не очекува на 24 април и на 8 мај, економијата и меѓуетничките односи. За некои од овие теми ќе разговараме во текот на вечерашниот разговор со вас. Ќе сакате ли да ни го кажете вашето видување низ една кратка анализа на тоа што се случуваше за време на дебатата? Кој од овие двајца кандидати понуди програма со која ќе се врати изгубената надеж кај македонскиот народ и македонските граѓани, и кој од нив успеа да го убеди гласачкото тело во она што го говори, и секако кој од овие двајца спрема вас ќе добие доверба на 8 мај? Видите, пардон, она што се случи на ТВ дуелот беше една класичен судир на два концепти. Оној концепт кој што го гледам изминативе 7 години во Република Македонија, еден концепт на безидејност, на папалгалски повторувања на Европска унија, на некакво си лидерство, на нешто, некакви си реформи, некакви си планови, и едно чудо други глупости кои што ние изминативе 7 години се изнаслушавме, што од Заев, што од Ковачевски, како го наследи Заев, и тука ставете ги Бетики, Марици, че сите останати функционери на СДСМ. Од друга страна, значи е концептот на ВМРО ДПМН, кој што изминатите неколку месеци ни серија на трибини ги презентираше првосекторските политики кои што ќе ги направи за развој на Република Македонија, прво за санација на лошите состојби во кои што се наоѓа државата и институциите, а понатаму и за развој на Република Македонија. Видовме битка на два концепти. Од едната страна видовме едно по мене недолично однесување, значи за човек кој што се кажува доктор на науки, не сме го виделе докторатот и што не можеме во Црна Гора да го најдеме истиот, сакав да биде повторно премиер на Република Македонија, случајќи се со многу лаги кои што во текот на емисијата се повлече од истите, кажувајќи многу невистини и небулози кои што за сите нас се помалку или повеќе смешни. Од друга страна го видовме лидерот на опозицијата што беше прилично смирен. Да бидам искрен, јас не би знаел како би реагирал кога кон мене би биле истурени толку лаги и толку да кажам ниски удари кои што ги прими Мицковски, но тој остана смирен, сталожен до крајот на интервјуто, со јасни и прецизни пораки кои што ги упати до македонскиот народ и до гледачите на тоа интервју. Како ќе прокоментирате изјавата на Ковачевски дека овие избори биле избор помеѓу надеж и безнадежност и избор помеѓу европска интеграција и изолација? Како ќе прокоментирате изјавата со која тој ја обвини Силјановска дека е против НАТО и ЕУ? Па видите вака, јас прво таа изјава, поготово за професорката Силјановска, мислам дека е многу смешна. Професорката Силјановска била член на Венецијанската комисија, која што е официјално тело на Европската унија. Многу пати во собранието на Република Македонија ги бранела ставовите поврзани со нашето членство во Европската унија и во НАТО. Така да знаете како лагите на Ковачевски, неговата безидејност ги гледаме ние и понатаму. Но тоа суштински не носи ништо добро ниту за изборниот процес, ниту за Република Македонија. Јас неколку пати сум бил во позиции да преговарам или да разговарам за некои работи, секогаш сум гледал во тој процес некако да се најдам на средина со соговорникот од другата страна. По мене храбар потек не е вие се да дадете, ништо не добиете за возврат. И агонијата во која што и дополнително Македонија да ја воведете во агонија во која што ние до ден денес се наоѓаме. Јас многу пати досега кажав и многу пати и понатаму ќе кажам. Нивниот концепт и за некакво си членство на Македонија во Европската унија, нивниот концепт за така наречените уставни измени кои што ги форсираат е само замајување на јавноста. Они ниту се спремни да преговараат со Европската унија, ниту направија храбри потези, но тоа вешто го користат за да може да крадат. Ден повеќе да бидат прикачени на буџетот на Република Македонија, да се ги тераат тендерите, Ковачевски, сопругата на Ковачевски, што некоја нива за багателна цена да добие нива, мислам, државно земјиште, така натаму. Така да, тој фолклор од негова страна ќе биде се повеќе присутен. Очигледно е дека тоа му кажале неговите пиар стратези, сад ќе зборуваш колку си ти храбар, како ќе нудиш надеж за Македонија, но во суштина не дадоа отчет.
Ковачевски е повеќе од 2,5-3 години, мислам, беше председател на владата на Република Македонија, сега е на апанажа. Значи, малце е помалку смешно за човек кој што претендира пак да биде председател на владата, но ние не видовме отчет од негова страна. Што направи Ковачевски како премиер изминативе 2,5 години, да не кажувам 3 последниве неколку месеци да ги иземеме од тоа бидејќи нели Талат Џафери е сега премиер во техничката влада. Така да безидејно гледаме во неговите празни фоскули, во неговиот лажен патриотизам, во неговата лажна храброст, која што секој ден ни се потврдува. Како ќе го прокоментирате повикот од страна на Мицковски до јавното обвинителство да покрене постапка, односно истрага за тоа што Ковачевски без никакви докази ја обвини професорката Давкова и партијата ВМРО ДПМН, но и оние кои ги дадоа подписите за Силјановска за кривично дело, направен фалсификат во однос на собраните подписи кои беа изнад 28.000? Ајде прво да ја расчистиме дилемата околу собраните подписи. Значи, подписите се собираја во седиштата на Државната изборна комисија и кај овластени нотари. И јас бев еден од подписниците на кандидатурата за професорката Силјановска Давкова. Стратегија на ВМРО ДПМН беше, или е дел од стратегијата како ќе биде поднесена кандидатурата. Дали со граѓански подписи или ќе биде со пратенички подписи. Нема фалсификат подписи. Тоа е клевета на Ковачевски, за која што по мене мислам дека јавното обвинителство требаше да реагира по допран глас. Но она што ние го гледаме изминатите 7-8 години е дека имаме јавни обвинители кои што единствено нешто што прават е чутат и ништо друго. Целиот овој криминал, целата корупција која што се случува на Македонија, они ја прикриваат, ја ставаат под тепих и работат во функција на Ковачевски, на СДСМ или на владата на СДСМ и на ДОИ. По мене тоа е една недолично однесување од Ковачевски, кој што е испод секое ниво на некаква си култура, джентлменство и се останато што следи во еден нормален политички амбиент. Како гледате на тоа што Ковачевски и на оваа дебата повтори дека ќе ја внеселе Македонија во Европската Унија, иако тоа е невозможна мисија без гласовите на пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? Видете вака, они многу често кажуваат дека Македонија ќе биде членка на Европската Унија до 2030 година, но не кажуваат како. Како они ќе направат Македонија членка во Европската Унија до 2030, кога внатре во самата Унија веќе има некои процеси, има разногласие по многу прашања и на крај францускиот претседател Макрон отворено кажа дека прво треба да се решат внатре состојбите во ЕУ, па после да се интегрираат нови членки во Унијата. Но ние цело време гледаме на едни манири кои што не се во духот на Европската Унија, но однесување од страна на владени представници кои што е надвори од копенхашките критериуми, надвори од вредностите ради кои што е формирана Европската Унија, проследено со папалгалско повторување ЕУ. Мафташе со некој план на интервјуто, имале они план како да го направат сето тоа, но суштина, ние имавме 7 години нивна власт. Во 2023 година го добија најлошиот извештај од страна на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Најлоши оценки. Во скоро сите поглави имаме уназадување на процесите, освен во поглавието Царинска управа, која што е во сите извештаи до сега е стабилно како поглавие. Од тука не гледам како они на овој начин би ја внеле Македонија во Европската Унија, освен тоа што тој наратив го користат во предизборие за да добијат некој глас плюс, а понатаму доколку добијат доверба од народот, а нема да ја добијат довербата од народот, да продолжат да ја крадат Македонија, тендери, плячкосување на граѓаните, осиромашување на народот и се она што го гледам изминатите 7 години од нивна страна. Како гледате на изјавата на Ковачевски дека кога го правеле тој храбар чекор за прифаќањето на францускиот предлог, се осеќал како некој со нож да го осечел стомакот, но тоа било најдобриот предлог што Македонија можела да го добие, бидејќи со тој предлог го заштитиле македонскиот јазик, македонската култура и македонскиот идентитет. Ви наликува ли ова на изјавите на Заев и неговите жици? Дали ваквите одлуки може да се наречат храбри или повеќе наликуваат на погрешни одлуки?
И како ќе ја прокоментирате неговата изјава дека владата на Заев и оваа на Ковачевски, тоа што го направиле досега, а како резултат на подпишаните два договори, било најдоброто и најголемиот исчекор што Македонија го направила досега? Знаете како, не знам што да коментирам веќе за глупостите кои што ги изборува Ковачевски. Ајде едно по едно. Значи, го заштитиле македонскиот јазик. Македонскиот јазик е заштитен во Обединетите нации 40 и некоја година, кодифициран 70 и некоја година. Она што го направија Заев Ковачевски е прв пат. Ние имаме унилатерална изјава со која што се негира постоењето на македонскиот јазик. Тоа е изјавата поврзана со македонскиот јазик, кој што нашиот источен сосед има депонирано во Европската унија. Втор момент е битен, они со Преспанскиот договор со една изјава, Никола Димитров како министар за надворешни работи поништи преку 140 официјални признавања на Република Македонија како Република Македонија. И тоа поништи една дипломатска иницијатива која што беше околу 25 години дипломатски напори и иницијативи да тоа се случи. Каде вие гледате храброст во сето тоа? Јас воопшто не гледам храброст, освен сега му кажале пак гледам тоа како дел од предизборен наратив на СДСМ, некој таму му кажал на Ковачевски, сега ти ќе зборуваш како со нож те пара, а ние гледаме како он се смее како зелен на сите тие настани. Така да јас не гледам како едното со другото кореспондира, не гледам храбри одлуки, гледам одлуки кои што се на штета на Македонија и на македонските национални интереси. Тие одлуки се продолжуваат, се повторуваат, така натаму. Ја понатаму продолжувам да ја гледам онаа негаторска политика на нашиот источен сосед, почнувајќи од негде пред Сан Стефанска Бугарија до ден денес кон негирање на постоење на македонски народ, македонски јазик, македонска држава, што е сериозен проблем. И ваквите шашави политики на Заев и на Ковачевски само го подгреваат истото. Така да јас воопшто тука не гледам никаква храбра одлука или храбри политики. Повеќе ќе гледав храброст да се излезе и да каже овој предлог не е во согласно со Копенхашките критериуми, не е во согласно со основните начела на Европската унија. Тоа зборувам за бугарскиот предлог, визави грчкиот предлог или договорот од Нивици, дека не е согласно резолуциите на Обединетите нации, договорите и протоколите на Обединетите нации. Тоа се храбри одлуки. Но не ги интересира ништо друго, освен да крадат и да бидат прикачени на бужет. И за да го направат сето тоа, се спремни се да направат. И сега ќе видиме тој наратив на извинете, сгрешивме, правевме грешки, ќе биде присутен во целиот овој изборен процес, овие жалопојки, стомакот ми го сече, и така натаму, но по мене тоа е неискрен однос, неискрен пристап кон граѓаните, кон македонскиот народ пред се. И гледам дека тоа го прават само за политички поени, што по мене е мизерно, ради тоа што дополнително ја подгреваат апатијата во која што се наоѓа Република Македонија. Како ќе ги прокоментирате завршните зборови на двајцата лидери Мицковски и Ковачевски на крајот од ТВ дебатата, но пред да го чуеме вашето видување, дозволете за нашите слушатели и гледачи да ги слушнеме нивните изјави. Прво, на денешнава дебата се виде разликата која што се нуди на изборите. Тоа е една јасна визија и јасен план за европска иднина која што јас ја застапувам и коалицијата за Европска Македонија и претседателскиот кандидат Стево Пендаровски. И од друга страна, една нејасна визија која на крај ќе заврши со изолација, каква што сме виделе во текот на цела една декада во државата, предводена од ВМРО ДПМН и нивниот претседателски кандидат Гордана Силјановска. Јас знам дека патот кон финално членство во Европската унија не е лесен. Знам дека тоа е тежок пат во кој ќе има многу работа, пат кој ќе треба да правиме многу реформи. Меѓутоа, јас лично сум подготвен ден и ноќ да работам, тие реформи да ги направиме, да овозможиме на нашата држава да стане земја членка на Европската унија, не само заради членство,
туку заради повисока економска благосостојба, подобро здравство, подобро образование, подобри услуги воопшто за граѓаните, подобро владење на правото и поголема борба против корупцијата. Тоа нашите граѓани го сакаат, тоа нашите граѓани го заслужуваат и тоа е она што јас, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Коалицијата за европска иднина и председателот Пендаровски ќе го направиме за нашите граѓани. Да се обратиме до граѓаните, бидејќи оваа работа која што ние ја работиме е работа која што е тесно поврзана со интересот на граѓаните. Јас би сакал да се заблагодарам на граѓаните, најпрво што беа нашиот мотив и што ни дава поддршка да изминатиот период издржиме пред сите предизвици како политичка партија и како коалиција. Јас нема да зборувам во прво лице еднина, туку ќе кажам дека тимот на ВМРО ДПМН и коалицијата јасно изминативе 6,5 години ја диагностицираше секоја болка, го диагностицираше секој проблем на секој еден граѓанин во секоја една област, кој што треба да се решава во периодот кој што следи. Нема да биде лесно, бидејќи тоа што ќе го наследиме е една тешка, лоша состојба во системот кој што не функционира, кој што за жал го водат корумпирани луѓе, кои што ја имаа својата шанса изминативе години да најдат решение за проблемите на граѓаните, но не успеа. Знам дека е тешко да се сопре најпрвен падот, а потоа да се кренеме нагоре, но сме мотивирани, ги детектиравме проблемите, работевме напорно да ја креираме нашата изборна програма, платформа 1198, која што содржи решенија за сите напластени проблеми кои што вие, граѓаните, ги чувствувате и кои што Македонија како држава ги чувствува. Следната кампања, однапред ви се извинувам, ќе бидете сведоци на многу невистини кои што нашиот политички противник ќе ги пласира. На многу креации, на многу монтажи, на многу работи кои што немаат никаква врска со вашата иднина. Ве молам да извините, затоа што ние како ВМРО ДПМН нема да бидеме заложници на таква кампања. Едноставно сакаме да имаме позитивен пристап, едноставно сакаме да ги решаваме вашите проблеми и проблемите на Македонија како држава. Ви благодарам уште еднашка за трпението што го имавте сите овие изминати години и ве повикувам на следните избори молчењето да не биде опција, туку сите масовно да излезете на избори и да оцените кој е тој кој што нуди вистинска иднина и трансформација на Македонија, а кој е оној кој што изминативе години ја врати Македонија години наназад. Господине Малчевски, какво е вашето видување после овие изјави? Ајде ќе ги коментираме едниот и другиот. Прво, Ковачевски досега можеше да работи ден и ноќ. Што го спречуваше да работи ден и ноќ? Може би ноќта не гледаше, само дента не гледаше само. Уште толку време се. Така, малце се небулозни овие изјави. Они досега можеше да го подобрува образованието, а ние гледаме дека децата ни немаат учебници. Можеше да работи на подобро здравство, ни се случи онкологија. Корупцијата и криминалот можеа да ги сузбијат и досега, но нас не се случуваат мафијашки пресметки сред Скопје, сред бел ден. Така да, еден куп празни фоскули. Во однос на актуелниот председател Стево Пендаровски, па ниту во Прилеп, ниту во Штип појде Ковачевски на двата митинзи. Нели денеска е трет ден кампања, првиот ден беа во Прилеп, го оставија Стево Пендаровски сам. Синоќа беа во Штип, пак го оставија Стево Пендаровски сам. Па како они зборуваат за некаква си кохезија и за некаков си напредок и тим и напорна работа. Празни фоскули кои што, пак ќе кажам, се што зборуваше Ковачевски можеше да го направи и изминативе 2,5-3 години колку што е председател на владата, колку што беше председател на владата, но ние не видовме отчет од негова страна, не видовме што сработил изминативе 2,5-3 години, него повторно гледаме оние празни фоскули. Од друга страна, Мицковски кажа самиот дека нема да зборува во прво лице еднина, зборува за тим. Очигледно е дека позади програмата 1198
стои сериозна анализа, сериозен тим на луѓе кои што ја работеле, ја подготвувале листата. Да бидам до крај искрен, јас бев во еден дел вклучен во изработката на програмата. Се бараја сериозни анализи, сериозни детекции на аномалиите, на проблемите кои што ги имаат граѓаните во Република Македонија и се бараја реални решенија кои што можат да ги подобрат актуелно лошите состојби во државата. Прати јасна порака, побара масовна излезеност и пораст на се ова што се случува на Република Македонија изминатите 7 години. Господине Малчевски, ако немате ништо против, додека с некај зборувавме за господинот Ковачевски и за документот кој што го мафташе, едно нашите гледачи поставува прашање до вас. Ќе го ставам прашањето на екранот, па доколку сакате во кратки црти да му одговорите, што мислите за тоа, го гледате ли? Да, Бранко, добро утро по македонско или добар ден по австралиско време. Благодарам на прашањето. Знаете како, во јавноста во Македонија последниве неколку месеци е присутен некој израелски think tank со некакви си израелски експерти кои што прво му се нудеа на ВМРО ДПМН и Мицковски раководството ги отфрли, не сакаше да соработува со нив на изборите, па потоа се понудиле кај Ковачевски и гледаме дека ги прифатиле и затоа Мицковски во еден дел вика ќе се изнаслушате лаги, невистини и така натаму. Таа е дел од онаа црна кампања и тој израелски тим кој што е спремен да фабрикува вести, кој што беше пред некој ден некаков си оперативен план извадија со погрешен датум, со погрешни имиња, сам се обрукаја до безвести назад. Моје мнение е дека и овој документ со кој што мафташе Ковачевски е производ токму на тие експерти кои што се скапо платени со наши пари. Не успеале да го преведат во меѓувреме, но суштински он не кажа и кои се основните начела на тој документ. Зошто е на англиски јазик, јас не знам, но тоа е сериозно прекршување на уставот на Република Македонија, зашто официјален јазик на цела територија на Република Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилично писмо, и тоа е уште една грешка во низата грешки, стратешки грешки кои што ги прави СДСМ и Ковачевски изминатиот период. Можно ли овој документ да биде подготвен од сценаристите? Па јас сум убеден дека е подготвен од сценаристите. Јас сум убеден и токму затоа е подготвен на англиски јазик, најверојатно му го дале во некој временски центнук во кој што не можеле да го преведат на македонски јазик. И верувам дека и тој документ е полн со лаги кои што и првата фабрикувана вест уште истиот момент се откри дека е лажна, со лажен датум, лажни имиња и така натаму. И мислам дека тука Мицковски е во право во неговата изјава, ќе бидеме сведоци на многу такви дешавки во изборнава кампања, зашто нема што друго да понудат. Четврток од вечерта ВМРО ДПМН заедно со коалицијата Твоја Македонија и кандидатката за претседател на Македонија Гордана Силјановска Давкова го има првото крштевање и со масовен митинг ја стартува претседателската кампања под мотото Македонија повторно горда. Како го оценувате тој митинг и како ќе ги прокоментирате пораките од Гордана Силјановска Давкова и од Христијан Мицковски испратена од тој митинг? Дали бевте вие присутни таму и колкава беше бројноста на присутните на тој прв народен митинг? Се спомнуваше некоја бројка од 60.000, а овие од СДСМ и некои портали во Македонија со некакви си слиги уште од несобраниот народ сакаат да тоа некако го превртат дека немало толку луѓе? Да. Прво бев присутен на митингот. Не би сакал да шпекулирам со бројка, но со сигурност можам да кажам дека во последниве 15 до 20 години не сум бил присутен на поголем митинг. Беше многу народ пред владата на Република Македонија, кој што дели беа членови на ВМРО ДПМН, но јас забележав и многу граѓани кои што излегоа да дадат поддршка на она што Силјановска Давкова и ВМРО ДПМН го нудат на овие избори. Во однос на пораките, не е прв пат ние да ги слушнеме тие пораки од ВМРО ДПМН и од професорката Силјановска Давкова. Тоа е една политика на конзистентност изминатите неколку години, или од кога Мицковски е лидер на ВМРО ДПМН и од кога професорката Силјановска е активна во обществено-политичкиот живот во Република Македонија. Силни пораки
кои што се пред се реални, остварливи работи кои што може да се случат на Република Македонија, што е уште побитно, е неопходно да се случат. Ако ние сакаме Република Македонија да биде поубава држава за живење за сите нас кои што сме решиле да живееме тука, и нашата, ајде да кажем, диаспора или нашинците кои што не живеат во Република Македонија да бидат горди кога ќе скажат дека се македонци и нивната матична земја е Република Македонија, нешто што и вие сами сте сведоци дека не се случува изминативе неколку години. Дали председателската кандидатка Гордана Силјановска-Давкова овој пат ќе успее да се наметне кај гласачкото тело за да постане мајка на нацијата, и дали верувате дека таа ќе успее да ја обедини нацијата, особено ако се земе во предвид нејзината меѓународна етаблираност и професионалната ангажираност како на правниот факултет, така и во Европскиот совет, но и нејзиното 4-годишно искуство како пратеник во законодавниот дом. Може ли да се споредат овие две личности? Видете вака, јас и претходниот пат кога бев гостин кај вас зборував дека на Македонија и треба председател кој што ќе ја врати функцијата или општествената вредност на функцијата председател на Република Македонија. И треба председател кој што е меѓународно етаблиран, кој што ќе ги, ајде да кажам, успее да ги победи сите овие предавства кои што се случуваат на Република Македонија изминатиот период. Ќе направи Македонија горда држава, која што нема да подклекнува на сите притисоци кои што ни се случуваат и понатаму ќе ни се случуваат во многу процеси. Професорката Силјановска-Давкова изминатите 4 години во македонскиот парламент покажа една смиреност, една стабилност, една невидена стручност во нејзините јавни настапи. Со сигурност можам да кажам дека беше еден од најактивните и најпринципиелните пратеници во собранието на Република Македонија. Од тука јас верувам дека граѓаните го препознаат тоа, го видоа тоа во неизе, и затоа се анкетите во овој момент онака какви што се. Професорката Силјановска-Давкова води пред сите останати кандидати со 1:2, и таа разлика ќе се зголемува како наближуваат изборите. Јас сум убеден дека ќе има голема победа во првиот круг, тука ќе ги решиме сите дилеми. И јас тука само би го повторил она што Мицковски го кажа на митингот пред владата. Дали ако СДСМ и Пендаровски изгубат толку многу, ќе продолжат понатаму во трката или ќе го бойкотираат вториот круг. Што е во овој момент известно сценарио, тоа е сценарио кој што му оди во полза и на Дуи, но што Дуи се залага за избор на председател во собрание. Така да мислам дека во овој момент фокусот на дискусијата треба да биде насочен или да биде вперен кон СДСМ и кон Пендаровски како потенцијални губитници на следните избори, и треба јавно сите ние да ги прашуваме дали ќе ги бойкотираат изборите или ќе се надпреваруваат до крај во вториот круг. Победата на Силјановска-Давкова во овој момент мислам дека никој не може да ја оспори. СДСМ со нивната коалиција и нивниот председателски кандидат Стево Пендаровски, председателската кампања ја започна од прилеп. Како го оценувате тој митинг и како ќе ги прокоментирате пораките кои беа испратени од тој митинг? Кој е вашиот став што на овој митинг, како што рековте и претходно, не се обрати лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски? Прво, Стево Пендаровски, пак ќе напоменеме дека во Прилеп беше оставен сам. Не само што не беше Ковачевски присутен на митингот, не беше ни носителот на СДСМ во 4-та изборна единица присутен на митингот. Тоа по мене говори за сериозна поделеност во СДСМ, говори за сериозни внатрешни проблеми кои што ги има таа коалиција, како е викато на Европска коалиција за Македонија, ама ја викам со неевропски манири. Да, мислам дека пораките на Пендаровски се празни фоскули. Не знам, он не даде одговор
зошто ги потпиша договорите со Бехтел, законот е за Бехтел и ЕНК, а викаше дека нема да ги потпише, зошто ги потпише измените на кривичниот законник, а викаше дека нема да ги потпише, и еден куп други небулози. По мене, не даде ни одговор на едно многу клучно прашање, дали кога ќе изгуби на 24 април и на 8 мај ќе се исели од Македонија или ќе продолжи да живее во Македонија. Знаете како ви каже, и јас ако не сум председател би се иселил Да. од Македонија. Еве на 24 април и на 8 мај ќе изгуби, нема да е председател на Македонија, еве нека кажи дали ќе остане да живее во Македонија или нема да живее во Македонија или ќе се исели после изборниот пораз. Карлежите многу тешко се делуваат одон. Народот го прочита. Свати за каков човек станува збор. По мене единствено тој човек што оговараше и што се понашаше како главна оговарачка во Република Македонија, ништо друго не направи изминативе 5 години, но за жал тоа беше на штета на Република Македонија, на штета на меѓународниот углед на Република Македонија. Замислете, он е председател кој што ниту некој му доаѓа на гости, ниту некој го кани да оди на гости. Еве, дали може некој да се сети каде бил Стево Пендаровски во официјална посета во неговиот 5-годишен мандат? Кој државник го примил Стево Пендаровски? Кој државник дошол на гости кај Стево Пендаровски? Кај љубави моја. Така да, Тоа е Бугарија. Така е. Тоа е нешто што го зборувам дека за жал сето тоа што го правеше Пендаровски беше на штета на меѓународниот углед на Република Македонија. И тоа мора да биде поразено на 24 април и 8 мај. Кога сме на оваа тема, ќе сакате ли во кратки црти да ги пренесете вашите видувања на другите тројца кои што учествуваат во кампањите и дали Пендаровски во изминативе 5 години покаже дека е председател за сите за да заслужи титулата председател, односно татко на нацијата пред се, со неуспехот да ја обедини нацијата? Видете, јас веќе зборувавме за Пендаровски, тој беше председател на мала клика, криминална група околу СДСМ и ДУИ, и се што они посакаја Пендаровски направи. Се, буквално се. Почнувајќи од Бехтел и ЕНК, продолжувајќи со кривичниот законник и со многу други небулози кои што Пендаровски наутро викаше не ги потпишувам, па по план не го немаше, за навечер да видиме дека ги потпишал сите тие работи. Многу често менуваше ставови како чорапи, знаете како тој беше човек кој што дојде на власт и во парламентот и после во вилата на Водно со онаа парола нема правда, нема мир. Ама за жал од неговото политичко действување ниту видовме правда, а сите дополнително го изгубивме мирот кој што го имавме. Останатите Да, povedете. Останатите, ајде да кажам, кандидати кои што се присутни на изборите, тераат своја некоја кампања, која што за жал се темели на средби со граѓани, на кои што не можеме да видиме колку ни реално имаат поддршка во овој момент, но ајде да видиме како ќе се одвива кампањата, па да видиме што можеме да извлечеме од она што ни го кажуваат во јавност. Во средата, председателските кандидати потпишаа кодекс за фер избори, освен Стефче Јакимовски. Како ќе го прокоментирате овој чин со оглед на тоа што Стефче Јакимовски не го потпиша кодексот, а дел од нив, особено оние од помалите политички партии, иако го потпишаа, изјавија дека не веруваат во тој кодекс, но се пожалија и дека немаат рамноправен третман. Оправдани ли се нивните поплаки? А уште едно подпрашање околу ова прашање, начинот на потпишувањето во ДИК, председателските кандидати од албанскиот политички корпус, Бујар Османи и Арбен Таравари, говорија на албански јазик. Дали со овој нивен чекор уште од старт го прекрши уставот кога се работи за користење на македонскиот јазик? Апсолутно да. Официјален и службен јазик во Република Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. И знаете како, тука се гледа нивниот нефер и неискрен однос према сите нас. Не може вие од една страна да се залагате за соживот, да се залагате за мир, за градење на Република Македонија како една нормална држава членка на Европската унија и на НАТО, а од друга страна вака грубо да го прекршувате законот и на еден голем корпус на гласачи кои што пред се не го разбираат албанскиот јазик, вие да не им се обраќате.
Визави кампањите или визави изјавите на другите, ајде да кажем, председателски кандидати, кои што го подпишаа кодексот, а кажаа дека нема да се почитува. За Стефче Екимовски не сакам да зборувам, тоа е непријателски чин. Неподпишувањето на кодексот е непријателски чин према Република Македонија и директно подривање на самиот изборен процес. И тука нема ние што да направиме или да кажеме повеќе. Но визави другите кандидати, знаете како анкетите во овој момент се кристално јасни. Ја тоа го гледам како некое си нивно алиби за изборниот пораз кој што им следи. Поготово што особата или личноста која што во овој момент ужива најголем рейтинг, тоа е професорката Силјановска-Давкова, не ги критикува нив, го критикува лошото владење на СДСМ и на ДУИ. И со право го критикува, дава пресек што се случувало до сега и што ќе прави она како председател на Република Македонија, без да навлези во лични навреди, во лични дисквалификации или дискредитации, него зборува за политики, за лоши политики кои што не се случуваат или не ги правиа СДСМ, ДУИ и нивниот експонат Пендаровски. Така да по мене, мислам дека не требаше да постапат така, требаше да го поддржат изборниот процес, бидејќи нивни представници се таму, Државната изборна комисија работи демократски и транспарентно, министрите кои што треба да обезбедат фери демократски избори се континуирано на терен, тоа се техничките министри предложени од ВМРО ДПМН, работат луѓето во континуитет да обезбедат фери демократски изборен процес, така да не гледам зошто би имало потреба од такви изјави, по мене небулозни. Председателскиот кандидат на СДСМ Стево Пендаровски пред некој ден имаше конвенција на која меѓу другото ја представи и неговата програма. Како ќе го прокоментирате неговиот говор и програма? Прво, јас очекував дека ќе видам отчет. Како ги потроши Стево Пендаровски 5 години како председател на Република Македонија. Ние тоа од него видовме. И оној момент кога вие нема да видите отчет, а ќе видите еден куп празни фоскули, мене прво што ми текнува е дека тоа е еден обичен предизборен ефтин политички маркетинг и ништо повеќе од сето тоа. Пак ќе кажам, празни фоскули, враќање во некои времиња во кои што не треба да се враќаме, една реторика која што требаше одамна да биде напуштена, но за жал не гледаме дека ја немаат напуштено или ја нема Пендаровски напуштено, зашто нема и што друго да понуди. Што ќе каже? 5 години ги преспав наводно, никој не ме прима, најизолираниот председател на Република Македонија сум. Едно зборувам, друго правам, трето мислам. Тоа е неговото политичко делување и од тука е полн со празни фоскули, со некакви си лажни ветувања, кои што и до сега можеше да ги направи, а видовме дека не ги направи. Како и каде ќе му заврши на Максим Димитриевски патот кон председателската фотелја после седнувањето на обвинителна клупа, откако за момент му ја кренаа рампата со откажување на првото рочиште и му дадоа можност да го истера првиот круг на председателските избори? Видете, да видиме што ќе се случува со тој судски процес, заради тоа што многу контрадикторни информации има во јавноста. Уште е по проблематично што тоа се случи во период кога Максим Димитриевски најави формирање на своја политичка партија. Гледаме дека он сериозно му се доближува по рейтинзите и по анкетите на Стево Пендаровски, дури и разликата помеѓу нив двајца во рамки на статистичка грешка во поддршката. Така да тоа може и реално да го има Максим Димитриевски направено тоа, но може да биде и притисок врз него во целиот овој процес за да се откаже од трката или да не оди многу храбро и јако во кампања. Она што е поголем проблем во делувањето на знам како политичко движење на Максим Димитриевски е што во нив јас препознавам една кампања од 2006 година и тогаш имавме некакви 5 столба, сега имаме некакви 5 вредности, така да мислам дека многу е лошо ако се поистовети со 2006 година, мислам дека знам како политичко движење може многу да изгуби.
Политичките партии ги обзнанија кандидатите за пратеници кои ќе ја побараат поддршката од гласачкото тело. Како гледате на изборот на кандидати кај сите политички партии? Дали сте изненадени од ваквиот избор и која политичка партија према вас понуди подобар кадар и подобра свежина? Вака, да бидем искрени, досега само ВМРО ДПМН и СДСМ ги имаат обзнанието листите во целост. А другите политички партии ги имаат поднесено листите, ги знаеме само носителите. Кај СДСМ тоа е континуитет на онаа безидејност, внатре-партиски битки кои да се најде на добитно место на листите и се свесни дека ќе ги изгубат изборите. Многу им е јасно дека ќе ги изгубат изборите и тоа добивање на добри позиции на листите би значило добро позиционирање за поразот што ги или за настаните што им следат после поразот на 8 мај. Кај ВМРО ДПМН мнозинството од досегашниот пратенички состав е повторно на реизбори. Јас многу пати и во оваа емисија и во многу гостувања сум кажал дека по мене ова е најдобриот состав на пратеничка група на ВМРО ДПМН кој што сме го имале досега или еден од најдобрите. Самиот чин на реизбор на тие пратеници значи на континуитет на политиките кои што ги водеше таа пратеничка група или на битките кои што таа пратеничка група ги биеше во собранието на Република Македонија, на заштита на македонскиот јазик, македонскиот народ, на заштита на демократските процеси во Република Македонија и пред се на отпор на сите предавства кои што ни се случуваат цел овој изминат период. Така да мислам дека таа пратеничка група освежена со уште неколку нови личности кои што ќе влезат во собранието на Република Македонија, ќе биде столбот на идната победа на ВМРО ДПМН, на идната влада која што ќе ја формира ВМРО ДПМН. Во однос на другите политички партии или во однос на нивните носители, пак ние не сме ги виделе сите листи објавени, се само носителите. Тоа се личности кои што долго време се присутни во општествено-политичкиот живот во Република Македонија, биле на помалку или повеќе битни општествени и државни функции. Така да почекаме да ги видиме листите, да видиме дали има свежина во нив или тоа се пак оние истите луѓе кои што сме навикнати да ги гледаме изминатите 30 години. Ако ги земеме во предвид имињата на кандидатските листи пред се носителите, каде го гледате поголемиот судир на политичките партии? Дали помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН или помеѓу ДУИ и СДСМ и секако каков судир очекувате помеѓу ДУИ и Вреди? Видете вака, значи јас мислам дека ВМРО ДПМН е во овој момент по сите анкети апсолутно на врвот. И многу ќе биде тешко некој да му се доближи на ВМРО ДПМН во изминатиот во следниот период што следи, и тоа е плод на една политика на континуитет, на вистински политики, на стабилна меѓународна политика која што ја води ВМРО ДПМН. Во однос на останатите политички партии, мислам дека битката ќе се бие повеќе помеѓу ЗНАМ и СДСМ, кои што потекнуваат од една иста политичка опција, ист корпус на гласови таргетираат. Така да мислам дека главната битка ќе биде помеѓу нив. Поготово што ако ги следим анкетите, знам во континуитет има пораст на довербата, СДСМ има во континуитет пат на довербата. Во албанскиот блок дефинитивно Вреди после 20 години суверено владење на ДУИ има изгледни шанси да ги порази на следните парламентарни избори и затоа лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски на последниот митинг се обрати кон албанската опозиција и им посочи дека сакаат со нив да прават коалиција и да прават следна влада. Таа битка ќе биде доста интересна во 6-та изборна единица, ќе биде доста интересна во првата изборна единица, поготово што ДУИ веќе ги губи бастионите кои што се Сарај, кои што е Чаир, Тетово и Гостивар одамна веќе им се изгубени. Така да мислам дека поинтересно овие избори ќе биде поинтересно да се следи што ќе прават Вреди и ДУИ и што ќе прават ЗНАМ и СДСМ. Мислам дека поддршката на ВМРО ДПМН во овој момент е безусловна, е огромна и не мислам дека некој ќе може да се ни оддалеку да се доближи до ВМРО ДПМН, барем не до овие 30 неколку дена колку што стануваат до 8 мај.
Голем број на аналитичари се со став дека главниот услов за влез на Македонија во Европската Унија не е менувањето на уставот и внесување на бугарите во него, туку корупцијата, криминалот, непотизмот, невладењето на правото и правдата. Има една мала група на аналитичари кои од петни жили ги бранат ставовите на власта на Ковачевски и Дуи дека уставите измени се главната кочница за влез на Македонија во ЕУ. Каков е вашиот став? На која група аналитичари вие припаѓате? Јас многу пати, како и сега, така и претходно, сум говорил дека ако Република Македонија беше правна држава, во која што функционираа законите, имаше неказнивост, многу ниско ниво на корупција, стабилни институции, ние ќе бевме во многу подобра позиција него што се наоѓаме сега. Мислам дека уставните измени, поготово после она гласање со -1 во Европскиот совет, поготово после резолуцијата на Сенатот на Соединетите американски држави, во кој што бара безусловно продолжување на членство на преговорите за членство на Република Македонија во Европската унија без понатамошни билатерални прашања, веќе јасно укажува дека ова што сега ние го имаме како пречка, го потпишаја Ковачевски, Пендаровски и нивната влада, е помалку или повеќе смешно и небулозно. Билатерални прашања ниту се дел од Копенхашките критериуми, ниту се дел од вредностите на Европската унија. Така да јас силно верувам дека ако во следната година дена не успееме да се справуваме со корупцијата на вистински начин, ако изградиме институции кои што ќе бидат во функција на граѓаните, а не на криминалното дуо СДСМ и ДУИ, тогаш Република Македонија ќе биде во многу подобри преговарачки позиции. Верувам дека тогаш ќе се најде некој што ќе го прати бугарскиот представник на кафе и се ова ние што го зборувавме до сега ќе падне во води, сите овие ограничувања кои што ги имавме до сега, пак ќе кажам, надвор од Копенхашките критериуми, надвор од вредностите кои што е формирана Европската унија, ќе бидат минато за Република Македонија. СДСМ во неделата ја представи нивната изборна програма. Ветија подобар живот за сите, како и доближување на животниот стандард до европскиот преку издржани конкретни мерки. Од СДСМ проектираат просечен раст на економијата од 5,1% во наредниве 4 години. Ветуваат просечна плата од 1100 евра, а минималната 600 евра, а на пензионерите им ветуваат 20.000 денари. Како вие гледате на ваквите ветувања? Ви наликува ли ова на познатата Мижи Асан да ти баја? Може ли да и се поверува на СДСМ на она што го нудат во нивната програма? Знаете како, не само Мижи Асан да ти пам, има уште една кој што не умри магаре до зелена трева. Значи, СДСМ имаше две изборни програми. Таа првата за живот и она втората можеме. Првата од 2016, втората од 2020. И они упорно бегаат од одговор на прашањето што реализираат таа изборна програма. Ајде да видиме ние што СДСМ и ДУИ реализираја од нивната изборна програма. Јас ќе ви кажам ништо. Близу 0% има реализација на таа изборна програма. Ветуваат раст од 5,1% на економијата, а досега изминативе 7 години од 2,2% раст на БДП достигнеа. Некои години беше негативен растот на БДП. Така да мислам дека ова се празни фоскули, празни ветувања. Ја повеќе ќе им поверував ако излезе и даде отчет. Ова го сработивме, ова го ветивме, ова го реализиравме, ова понатаму продолжуваме да го реализираме. За жал, не видовме ништо од сето тоа, пак некакви си празни фоскули, пак некакви си празни ветувања, пак некакви си големи бројки на кои што народот треба да се излаже, но мислам дека овој пат тоа не им поминува. Прочитана приказна се, народот јасно му е виде со кого се има работи, затоа бројките им се вакви какви што им се по анкетите во овој момент. Како ќе го прокоментирате обраќањето на Ковачевски, вклучително и говорот на телото, но не само на неговото, туку и на останатите присутни во салата за време на конвенцијата на која ја промовираа нивната програма и носителите на листите? Па видите, не е прв пат да Ковачевски, па не само на конвенцијата го видовте некне на интервјуто,
како се однесуваше. Така да мислам дека е неуверлив во тоа што го прави, самиот знае дека тоа што го зборува не е вистина, и од тука и тие гестикулации, од тука и тоа однесување, таа уплашеност која што се појавува во неговите очи, во неговиот став. Јасно му е, знае што ќе му се случи, поготово што и веќе во СДСМ се почнати внатрепартиските битки за превласт после 8 мај, и самата неизвестност на иднината на Ковачевски, што ќе му се случи, дали ќе одговара за сите криминали кои што ги направи, се одразува врз неговото однесување, врз онатропање по бините, по сталажите кои што го гледаме, приказните за жешки ноќи во кои што тој сами Пендаровски седеле, па 2 дена потоа не оди на првиот митинг на Пендаровски. Таа безидејност, таа изгубеност во простор и време, и тој страф од она што му следува или од одговорноста која што му следува после 8 мај за сите криминали кои што ги има сторено. Изборната програма наречена 1198, прво испред сите ја објави ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија. Дали ќе може да се спроведе оваа обемна изборна програма? Дали со една ваква обемна програма ќе може да се ја извлечат Македонија од закоравената економија? Ќе може ли новата влада, доколку ја предводи Христијан Мицковски, да се справи со олигархијата и како планира тоа да го направи? И секако, која од овие две политички партии нуди пореална и остварлива програма? Вие кажете дека ова СДСМ веќе не треба да се коментира. Нема што да ја коментираме. Програмата на ВМРО ДПМН 1198 или презентацијата на програмата следеше после серија трибини на кои што ВМРО ДПМН на секторски трибини ги презентираше нивните програми. Имаше тематски, една за образование, за здравство, за труд и социјала, за економија, за инфраструктура. Јас пак ќе напоменам, ја бев вклучен во дел од изработката на таа изборна програма. Многу мал дел, но она што беше побарано од раководството на партијата беше врз основа на темелна анализа ние да извлечеме што досега се случувало и што е битно да го направиме во следниот период или следната влада на ВМРО ДПМН да го направи. По мене е реална и остварлива изборна програма која што е строго наменски направена, таргетирана во најпроблематичните области со конкретни решенија кои што треба да полека, но сигурно да ја вадат од кал Република Македонија. Каков е вашиот став околу така наречените европски фронтови? Од една страна ја имаме ДУИ, од друга страна Европскиот сојуз за промени, односно вреди, а од трета страна е и нивната коалиција. Дали на некој начин ја монополизираат оваа идеја? Има ли потреба од докажување? Кај која коалиција гледате поголеми европски вредности? Кај СДСМ, кај ДУИ или Европскиот фронт, или кај вреди? Или пак вистинските европски вредности ги гледаме само кај ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? И кои се тие европски вредности на блокот од ДУИ кои не можеме да ги видиме? Видете, јас многу пати до сега кажав, вие не може да очекувате некакви си европски коалиции со неевропски манери. Ајде да видиме што се случува. За кои европски манери зборува ДУИ, кога нивниот лидер бил максимум до Приштина, до Тирана и тука. За кои европски вредности зборува СДСМ, кога нивниот лидер Ковачевски не го примаат на настани на Европската организација на социјалисти во која што членува Социјалдемократскиот сојуз. Мислам, стварно, нели се сеќавате кога плачеше дека не го примиле на настани, кога кажуваше дека тој ги поканува гостите да ги услужи, а не да ги остави пред врата да чекаат. Од друга страна, ние го видовме Мицковски како говори на Конгресот на Европската народна партија, висока делегација на ВМРО ДПМН предводена од Мицковски заедно со потпредседателите Муцунски, Николовски, професорката Силјановска беше дел од таа делегација. Исто така и дел од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН беше присутна на тој конгрес. На рамноправно ниво преговараат и разговараат со партнерите на ВМРО ДПМН во Европската народна партија. Нека да мислам дека они пробуваат таа приказна, ние сме европејци, тлями османи
го има во неговиот наратив, треба да одлучиме кои се за Европа, кои се за руско влијание, ама немој на крај да испадне дека најголеми русофили во Македонија се токму дуи или европејците во наводници дуи. Пак ќе кажам, празни фоскули, без ништо позади нив, без реална европска поддршка. Во овој момент на професорката Силјановска Давкова видовме дека Дорис Пак, претседателката на жени на Европската народна партија, дава отворена поддршка, ама позади Пендаровски не гледаме дека некој се уште застанал и му дал отворена поддршка. Така да тие празни фоскули они ќе ги тераат во кампања, но мислам дека пак се навраќаме назад прочитани се од народот. Народот свати каде се вистинските вредности кои навистина се залага Република Македонија да биде убава земја за живење за сите нас. Како гледате на изјавите од страна на лидерите на политичките партии кои коалицираа со СДСМ дека коалицирањето го правдаат со тоа што СДСМ била таа што ќе ја интегрирала Македонија со Европската Унија? Интересна е изјавата на Билјана Јовановска од десница, која покрај ова што пред малку го реков, изјави дека, цитирам, сакаме и сметаме дека тоа е момент кој што е важен за Македонија и за младите генерации да бидеме дел од Европската Унија како Македонија и како македонци, а не нашите сограѓани да се иселуваат и да стануваат дел од Европската Унија со тоа што ќе живеат во европските земји, завршен цитат. Каде живее оваа господја и овие луѓе? Не ги слушаат изјавите на Фелата, но и изјавите од лидерот на Мицковски, но и од сите партиски тела, пред се од пратениците, зарем не гледа дека оние од СДСМ направија пустош од Македонија, дека го сменија името, а таа која е дел од таа коалиција се уште не е свесна за тоа? Видете вака, не само тоа, вие ако ги земете сите извештаи на Европската комисија за напредок на Република Македонија, ќе сватите дека последниве 7 извештаи кои што се однесуваат на работата на владата на СДСМ и на ДУИ се најкатастрофални извештаи, а најлошиот го имавме за 2023 година. Па они, ако сакаја, може и досега да работат, па ја сум убеден дека ако тие извештаи се позитивни и има напредок и се забележува напредок, дека ние многу поубави преговарачки позиции ќе имаме, многу полесно ќе одиме низ самиот пат кон Европската Унија. И да бидам до крај искрен, ние тоа пред се треба да го направиме за ние овде во Република Македонија поубаво да живееме, не за ништо друго. А ние што гледаме од другата страна? Криминал, корупција, тендери, непотизам. Повторно. Непотизмот, што гледаме напаѓањето на владата, на власта, е причината за ова што ни се случува. Меѓутоа, ќе почекаме господин Малчевски да се врати. Не знам, бидејќи тој исто така сака и порано малку да замени, може би се брза. Да реков, ќе пуштиме една песна меѓувремено, меѓутоа се надевам дека за многу брзо ќе се врати. Што е твоето мислење, Бети? Ќе го чекам Малчевски? Еве, Малчевски е тука. Да, Малчевски е тука. Заедно со нас. Еве, повторно. Не ги сакаат на одговорите. И нападите. Видете, за жал тоа е вистина. Тоа не се напади, ние зборуваме вистината. Ајде нека излезат и нека го оспорат ова што го зборуваме ние. Не може да го оспорат по овој начинот на кој што они пробуваат да не затишат или да не замолчат, но за жал нема да им успее. Ваквото нивно несување мене ме мотивира да бидам уште пожесток и уште поупорен во битката, конечно да оди ова криминално ДУ СДСМ ДУИ да оди во историја во Република Македонија. Како гледате на враќањето на Венко Филипче во политиката и особено на начин на кој се враќа како носител на листа во 4-та изборна единица? Како тоа ќе делува врз гласачкото тело, особено кога се знае дека за време додека тој беше министер за здравство во Македонија имаше најмногу смртни случаи, вклучително и оној случај кога 14 живи луѓе изгореа во модуларната тетовска болница, а до ден денешен нема одговори за причините, освен дека кабелот бил виновен.
Па не само тоа, него он треба да даде одговори каква е неговата улога во скандалот со радиологија. Така. Зашто тој скандал се случуваше во делот од неговиот мандат. Мислам дека тоа е дел од внатре-партиската битка на СДСМ и добро позиционирање за после поразот што ми следува на 8 мај. Кој ќе биде дел од новото раководство на СДСМ, како ќе биде, мислам дека ваквото појавување на Венко Филипче на листата е директно мешање на Заев во внатре-партиските процеси во СДСМ. Уште еднаш се покажа дека Ковачевски беше октруиран председател на СДСМ и председател на владата, кој што имаше одредена задача да го чува столчето едноставно председателско во СДСМ. Мислам дека овој потек на Заев и на Филипче, нема само на Филипче, тука мораме да го ставиме и Заев во таа каша, зашто не има удел во таа каша. Е во насока на подобро позиционирање на тоа крило во СДСМ за превземање на СДСМ после изборниот пораз, кој што неминовно дека им следи на 8 мај. Како ќе ги прокоментирате изјавите на Пендаровски и на Ковачевски дека победата ќе бидела на нивната страна, слично како во 2016 година кога сите помали политички партии доаѓале кај нив? Дали Пендаровски не слушнал дека овој пат тие политички партии на кои се надеваат Пендаровски и Ковачевски нема да имаат пратенички места во ВМРО-ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? Дали со ова тие најавуваат дека се надеваат на коалицијата вреди, дека ќе го направи истиот потек како што го направи Дуи? До кое ниво на прифаќање на безсмислени услови од потенцијалните постизборни коалициони партнери се спремни од СДСМ да прифатат за да невозможат ВМРО-ДПМН и коалицијата да ја состават новата влада, а со тоа да изиграат волјата на гласачите? Можно ли да се случи такво сценарија како во 2016, господине Малчевски? Мислам дека не. Мислам дека самите анкети покажуваат дека ВМРО-ДПМН ќе има убедлива победа. Колку што ќе има пратеници ВМРО-ДПМН, толку пратеници ќе има СДСМ со сите албански партии заедно, плюс тука додадете ги Левици Максим Димитриевски, чии што анкети покажуваат дека ќе влезат во парламентот. Видете, знаете која е нивната стратегија? Нивната стратегија е во две насоки. Првата насока е со ваквите изјави да го мотивираат своето членство да работи, да излезе на избори. Во овој момент за нашите слушатели и гледачи, да кажеме во Македонија, штабовите на ВМРО-ДПМН се преполни, партијата отвара штабови во секое поголемо населено место, во секоја населба во ВМРО-ДПМН во Македонија, а оние на СДСМ се празни. Ги нема ни активисти, ни членови, тука овие ваквите изјави се во таа насока. Втората насока во која што одат, со ваквите изјави, они сака, знаете, која приказна ја пуштаат. Ние сите сме исти. А ВМРО, а СДСМ ние исти сме. И на тој начин пробуваат да ги демотивираат или да го демотивираат тоа на неопределено гласачко тело, за да не излезе на избори, за да го намалат изборниот резултат на ВМРО-ДПМН, па некако да се доближат едни до други. Мислам дека и тоа му е безуспешен обид да го направат. Јасна е разликата, јасна е поддршката и тоа ни оддалеку не може да се случи. Последен пат се случи 2020 и мислам дека овие избори е многу јасно дека разликата ќе биде огромна и дека ниту оддалеку не ќе можат они да дојдат до бројка ни од 55, а камоли од 61. Зборувам за СДСМ со сите албански партии. Така да таа стратегија на СДСМ многу скоро ќе се види дека е неуспешна и дека нема да вроди со никаков плод. Ги спомнавте анкетите. Врз основа на последната анкета за анализа на партиите, ВМРО-ДПМН има 27,2% доверба, СДСМ 10,7%, ДУИ 8,7%, Бреди 7,7%. Какви резултати очекувате и како гледате и на тоа што довербата кај Силјановска за вториот круг е 7% изнад довербата на ВМРО-ДПМН? Како ќе се одрази ова за време на изборниот ден, се разбира ако вака остане и колку пратенички места ќе добие? Се уште е рано да шпекулираме околу пратенички места. Кога ќе ги гледате сите анкети, можеме да забележиме неколку трендови.
Првиот тренд е дека во континуитет расте довербата на ВМРО ДПМН. Во континуитет секоја анкета ВМРО ДПМН има се поголема и поголема доверба во граѓаните во Република Македонија, во македонскиот народ. Вториот тренд е дека расте поддршката за професорката Силјановска. Секоја анкета се повеќе и повеќе граѓани се одлучуваат да кажат дека ќе гласаат за професорката Силјановска. Трет тренд е се намалува оној корпус на гласови кои што викаат не сакам да кажам, одбивам да кажам, не знам, нема да гласам, или повеќе луѓето се определуваат за кого ќе гласаат. И она што е исто така тренд дека расте поддршката кај другите опозициони партии. Тука пред се можам да кажам дека побрзо расте поддршката кај Знам него кај Левица и се намалува поддршката на СДСМ. Уште еден тренд кој што е многу е интересен да се следи е тоа што вреди полека, но сигурно му се доближува на ДУИ и може да ги победи ДУИ на следните избори, бидејќи разликата помеѓу нив е во рамки на статистичка грешка, така да многу лесно може од лево на десно да се прелеат некаков број на гласови. Суштински е ние да видиме што ќе се случи во првиот круг. Ако можеме да му веруваме на Мицковски, оно што го кажа дека разликата, а можеме да му веруваме по се оно што го гледаме изминатиот период, дека разликата помеѓу Силјановски и Пендаровски ќе биде 6 цифрена, тоа значи 100.000 и над 100.000, тогаш ќе ни се случи еден бран кој што ретко кој може да каже што ќе произлезе од тој бран. Затоа сум и многу резервиран во однос на прогнозата на пратеничките мандати, зашто ако со толкава разлика Силјановска го победи Пендаровски, тогаш во Македонија не верувам дека ќе има некој што ќе може да прогнозира што ќе биде исходот на или колку претеници би освоили, колкава ќе биде победата на ВМРО ДПМН и на Силјановска во вториот изборен круг. Така да ајде да видиме што ќе се случи на 24 април, па после да разговараме што понатаму. Како гледате на тоа што предноста на кандидатката за председател на Македонија Гордана Силјановска Давкова е двојно поголема во споредба со онаа на актуелниот председател Стево Пендаровски, кој го бара вториот мандат од граѓаните? Вие се занимавате со статистика, предавате на факултет. Можно ли е Пендаровски да не влезе во втор круг ако се земе во предвид тоа што има и двајца кандидати од албанскиот политички блок, но и растењето на поддршката на Максим Димитриевски, а опаѓањето на Пендаровски. Во една ваква ситуација, кој би бил можниот против кандидат на Силјановска во вториот круг? Дали тоа би бил Максим Димитриевски или Османи или пак Таравари? Видете вака, поддршката која што има професорката Силјановска е плод на една конзистентна стамена политика на одбрана на македонските национални интереси, на одбрана на правото во Република Македонија. Земете ви од незиното прво кандидирање во 2019 па наваму, професорката во континуитет ги говори истите работи. И од тука е таа доверба која што она ја ужива кај граѓаните во Република Македонија, од таму се ваквите анкети и ваквата поддршка која што ја има. Визави Пендаровски, мислам дека дегутантно е веќе да го дискутираме него. Ако вака стојат анкетите како што стојат, сите, значи Пендаровски, Димитриевски, Таравари и Османи се разликата помеѓу нив е во рамките на статистичка грешка. Така да многу ќе биде тешко да се каже кој ќе оди во втор круг. Сериозно му се доближуваат на Пендаровски и останатите тројца кандидати по сите анкети. Така да што ќе донесе денот на избор или како ќе биде казнет Пендаровски за неконзистентната политика, за оговарањата, политиката на континуирани оговарања што ја водеше, да видиме во првиот круг. Ако вака стојат анкетите, ако вака стојат бројките, по мене подеднакво веројатно е било кој од овие 4 кандидати да влезе во втор круг. Пак ќе напоменам, тоа што поддршката или разликата помеѓу нив е во рамки на статистичка грешка.
Господине Малчевски, скоро сите политички партии повикуваат на масовна излезеност. Дали ќе се случи тоа? Можно ли е на овие избори да има најмала излезеност, а како резултат на разочараноста од политиките кои ги водеше оваа досегашна власт? Како да им се објасни на гласачите дека токму поради тоа излезеноста треба да биде што поголема, се со цел да се случи промената која ја бара мнозинскиот македонски народ и македонските граѓани. Видите вака, ако сакаме оваа ненародна власт на СДСМ и ДУИ жестоко да биде поразена, мора на денот на избори ние да добиеме масовна излезеност. Ако немаме масовна излезеност на денот на избори, ние само или со седењето дома значи одработување за СДСМ. Зошто? Зашто СДСМ од една страна декларативно кажува дека треба да има излезеност, а од друга страна со целата кампања што ја води, им е наменски таргетирана кон неопределените гласачи да не излезат на денот на избори со пораката сите сме исти, што и да дојди ќе биде исто и така. Не, апсолутно не. Оваа генерација политичари на ВМРО ДПМН е сосема поинаква од се она што ние сме гледале претходно. Станува збор за политичари кои што се растени во суверена, самостојна, независна Република Македонија, кои што се општествено покажани и докажани, добро етаблирани со своји лични и професионални успеси и кои што имаат план како од Република Македонија да направат подобро место за живење. И тоа мислам дека клучот во тој процес ќе биде кампањата која што ја води ВМРО ДПМН и мислам дека треба да води сериозна позитивна кампања на промоција на програмата, на промоција на луѓето кои што се носители на промените и само на тој начин може ние да дојдеме до поголема излезеност на денот на избори. Јас верувам дека македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија ќе го направат вистинскиот избор. Верувам дека оваа поданичко, предавничка, коруптивна политика ќе биде казнета и дека картелот СДСМ ДУИ конечно ќе замине во историја. Не само што ќе замине во историја, после 8 мај, после формирањето на владата, ќе одговараат за сите злодела и за сите предавства кои што ги направија. Како гледате на мантрата која Димитар Ковачевски ја шири меѓу гласачите, особено помеѓу неговите потенцијални гласачи дека ќе освои 30 пратеници заедно со 25 албански ќе ја условил владата и дека тој ќе имал власта? Ќе му се оствари ли оваа шарена математика, особено ако се земе во предвид дека САД го трасира патот веќе за ДУИ да оди во опозиција? Видите, знаете како пак ќе се навратиме на главна кокошка прососанува. Мислам, ја не знам во кој филм е Ковачевски. Не знам со што се храни за вака да се однесува. Фактот е дека како вие ќе освоите 30 пратеника, ако на пример еве во Прилеп кој што е еден од 8 поголеми, 9 поголеми града во Република Македонија, вие немате ни 1000 луѓе на митинг. Во Штип сношти немате ни 1000 луѓе на митинг, кој што исто еден од поголемите 8-9 града во Македонија. Од каде вие ќе добиете поддршката кога празни ви се плоштадите, во сала од работа буквално луѓето ги ставаја во автобуси и ги носеа во салата Борис Трајковски. Мислам дека тоа што го прави е пак во она насока да ги мотивира своите да излезат и да работат. Не може да ги мотивира, таму владее сериозна апатија, сериозни внатрешни поделби кои што ќе резултираат со изборен пораз на 8 мај. Како гледате на изјавите на Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, но и на подпредседателите на партијата дека немаат намера по секоја цена да формираат влада со албанските политички партии или коалиција и дека главен услов за формирање на нова влада е прифаќањето на изборната програма на ВМРО ДПМН во која се поместени услови за коалицирање? Очекувате ли постизборна коалиција со знам за наша Македонија? Да ги почекаме резултатите па да зборуваме за постизборните коалиции. Мислам дека ставот на ВМРО ДПМН и на Мицковски е прилично принципиелен. Они имаа програма, има сериозни проекти во таа програма, усогласена е со евроатлантскиот пат на Република Македонија, усогласена е со она што се викаше билатерален скрининг или препораките од билатералниот скрининг во Република Македонија и нема ние што повеќе да дискутираме на таа тема. Ако сакаме
ако сите ние сакаме Македонија да е членка на Европската унија, тогаш еве имаме програма која што е усогласена со сето тоа и ајде да ја дополниме, да ја надградиме со она што го имаат како побарувања останатите коалициони партнери или потенцијални коалициони партнери после 8 мај и истата да ја реализираме. Тоа треба да го направиме за сите ние побаво да живееме во Република Македонија. ВМРО ДПМН јасно кажува, а тоа го напиша и во изборната програма, дека уставни измени под вакви околности нема да има. Према вас, колку прашањето за уставните измени ќе биде важно при формирањето на новата влада, особено за албанските политички партии? Дали фактот што СДСМ со коалиционите партии плюс и двете албански партии да се здружат, нема да имаат двотретинско мнозинство без гласовите на ВМРО ДПМН, ќе ги принуди на некој начин оние од вреди коалицијата, односно Европскиот сојуз за промени, да ретерираат од нивните првични изјави. И дали последните изјави на челниците на оваа коалиција упатуваат на тоа дека оваа коалиција со сигурност ќе биде дел од постизборната коалиција со ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија? И која е постизборната допирна коалицијска точка према вас помеѓу ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија со коалицијата Вреди? Видите, веќе ВМРО ДПМН е во гостивар во коалиција со партијата на Трагари, во Тетово е во коалиција со партијата на Билјалка Самија. Мицковски јасно на митингот пред владата кажа дека најпосакуван партнер за формирање на нова влада им се Вреди. Мислам дека не треба да наседнуваме на предизборната реторика. Ние многу често во минатото бевме сведоци дека во предизборието едно се зборува, дента после избори сосема нешто друго се зборува. Мислам дека кога и партијето на албанскиот политички блок и СДСМ ќе ги видат изборните резултати на 8 мај, веќе ќе им стане јасно се, и мислам дека оваа предизборна полека ќе напуштаат оваа предизборна реторика, заради тоа што, знаете како, зошто они не викаат ајде да направиме уставни измени па да коалицираме во Советот во Гостивар, или уставни измени па да коалицираме во Советот во Тетово? Зошто тоа не го применуваат и на локално ниво? Така да тука се гледа, ајде да кажам, по мене јас тука гледам момент на предизборен маркетинг, кој што на крајот на денот или после изборите полека ќе го напуштаат партиите од опозицијскиот албански блок и полека ќе влезат во преговори со Мицковски со ВМРО ДПМН кон формирање на идната влада. Во изборната програма на ВМРО ДПМН има дел во кој се предвидува распуштање на судскиот совет и на советот на јавни обвинители, како и проверка на имотот на судиите и обвинителите и промена на начинот на избор. Дали ова ветување на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија е остварливо? Да, остварливо е. Со измени во законската регулатива, ВМРО ДПМН предлага Советот на суди и Советот на обвинители да се ги избираат самите суди и обвинители и да им се даде одредена финансиска независност. Втор момент е ветингот или проверката на имотот не само на судиите и на обвинителите. Мицковски кажа прво од него да се почне, па сите останати да ги провериме. На тој начин ќе се изфилтрираат оние кои што право седеле, криво суделе, или право седеле, криво обвинувале, ќе се врати, ајде да кажам, независноста на овие две тела. По мене е многу реална и остварлива политика, која што може многу брзо да се спроведе и многу брзо да донесе резултати. И тоа, до крај да бидам искрен, тоа и треба на Република Македонија во насока на борба против корупцијата која што ни се случува во овој момент. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата која доаѓа од ВМРО ДПМН дека поради асиметричноста на договорот за добрососедство со Бугарија и према она што го пишува во тој договор може да се поништи и тоа во рок од една година откако едната или другата страна изрази подготвеност да го направи тоа? И што имате да кажете на изјавите од типот дека со ваквиот пристап ќе се заостреле односите на релација Македонија-Бугарија? Дојдено ли е времето да се стави крај на попуштањата, кои попуштања им дојдоа преку глава на македонските граѓани и македонскиот народ? Треба ли да се стави крај на досегашните
протнувања во сите можни облици преку кои во сивот изминат период Македонија само губеше, наместо тоа да се потпреме на почитувањето, само почитувањето и на достоинството како националното, така и лично. Дали политиката треба да се води со попуштање или исполнување на желбите на соседите? Видете, самиот договор за добрососедство донесе се, само добрососедство не. Апсолутно се, само добрососедство не. Јас мислам дека веќе е време да се стави крај на поданичко-предавничката политика. Политика која што изминативе 7 години ни носеше порази, ни носеше национални предавства, губење на достоинство и така натаму и така натаму. Само со стабилна политика, со јасно исцртани црвени линии, ние можеме да ги поправиме лошите состојби во кои што се наоѓа Република Македонија, меѓународно зборувам визави договорот со добрососедство и оној од Мивици. При тоа, многу често сум кажувал и пак ќе го повторам и тука. Дали ќе биде лесно? Не, воопшто нема да биде лесно. Дали ќе биде брзо? Не, воопшто нема да биде брзо. Но мораме да се бориме, да ги подобриме односите, да ги подобриме меѓународните односи на Република Македонија пред се тука, мислам, и да се справуваме со овие предавства кои што ни се случи изминативе неколку години. Поготово што сите факти се на наша страна, сите аргументи се на наша страна, имаме пресуда од ХАК, од судот за ХАК, имаме пресуди од Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург, кои што ги потврдуваат нашите позиции. За жал, подавничко-предавничката политика на СДСМ не дуи заборави на сето тоа и одеше на удоволување на барањата на нашите соседи, а се во насока да можат ден повеќе да останат на буџет и да крадат. Со доаѓањето на новата влада на ВМРО ДПМН завршува една ера на национални предавства, почнува ревитализација на македонската дипломатија, ревитализација на институциите и со самото тоа и борба против се она што ни се случуваше изминатите години. Пак ќе напоменам, предавствата се големи, штетата е огромна. Нема да биде ниту едноставно, нема да биде ниту лесно, нема да биде ниту брзо, но ние не се предаваме, продолжуваме да се бориме понатаму. Господине Малчевски, ќе ве задржиме за кратко со уште некое прашање во интерес на времето, се разбира со кратки одговори. Дали непојавувањето на лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски на првиот митинг на председателскиот кандидат Стево Пендаровски во Прилеп, а наместо тоа тој беше на ифтарска вечер во Сарај, може да биде некаква најава дека Пендаровски е пуштен во вода? И тоа дека има страшни внатрепартиски поделби во СДСМ и го гледаме на тој митинг. По мене шизофрено е вие на конвенцијата во Борис Трајковски да зборувате дека сте имале долги жешки ноќи сами со Стево Пендаровски, а 2 дена потоа да не се појавите на првиот митинг, каде во Прилеп, пак ќе кажам во еден од поголемите градови во Република Македонија, па да не се појавите во Штип, на уште еден од поголемите градови во Република Македонија. Говори за сериозна поделба и за сериозни внатрешни конфликти во СДСМ. Дали е ова таа скриена агенда за која ние уште пред неколку недели предупредувавме овде на Македонски корени на едно вакво договорено сценарио помеѓу СДСМ и ДУИ, а се со цел Бујар Османи да постане председател на Македонија? Ќе им успее ли оваа замка? Ќе дозволи ли македонското гласачко тело да се случи тоа или сепак ќе проработи свеста и совеста за да го спречиме тоа? Видете, Бујар Османи треба да одговара за целиот криминал и корупција кој што ги правеше заедно со ДУИ изминативе 20 години. Мислам дека воопшто ни оддалеку Бујар Османи не може да биде председател на Република Македонија и во овој момент анкетите се јасни. Професорката Силјановска Давкова е во сериозна предност и е на сериозно добар пат да биде следниот председател на Република Македонија. Визави тоа и приказната дека председателот треба да се избира во собрание со двотретинско мнозинство, така му паѓа во вода зашто СДСМ и ДУИ никогаш немале, а никогаш нема ни да имаат двотретинско мнозинство во парламентот на Република Македонија. И од тука се оние повици на председателот Мицковски да излезат и да кажат дали ако изгубат со над 6 цифри на разлика, во вториот круг ќе се надпреваруваат или ќе отстапат од истиот. Така да мислам дека
Македонија ќе добие председател, професорката Слијановска ќе биде председател, македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија се свесни за поданичко предавничките политики на Пендаровски, на СДСМ и на дуи тие жестоко ќе го казнат на следните избори. Ги ставија ли грците прстите во изборните процеси во Македонија со тоа што го обвинуваат господинот Мицковски дека за време на дебатата не го користел новото име на Македонија? Па ја не го користам, па што има? И не го прифаќам и не го користам и никогаш нема да го прифатам и ќе се борам против тоа. Мислам дека клучното прашање кое што треба да го поставиме е колку нашиот јужен сосед реализираше тој договор во нивици. Колку? Ништо. Нула, скоро ич. Така да стрелите и копијата према Мицковски треба прво они да седнат и самите себе си да си размислат што прават и зошто они не го испочитуваат договорот. И дали договорот е на сила, бидејќи они први го прекршија и први не го почитуваат истиот. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Арбен Таравари дека со Али Ахмети имале джентлменски договор, никој од албанските политички партии да не коалицира со ВМРО ДПМН, доколку не се служат да ги направат уставните измени за да се внесат бугарите во преамбулата на уставот? Предизборен маркетинг кој што нема да му донесе ништо на Арбен Таравари. Тој имаше оден дел од симпатиите во македонскиот блок и неопределените гласачи, но со ваквите изјави само губи од гласови и ништо ново не може да донесе на македонската политичка сцена. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Уставни измени под бугарски диктат нема да има и тоа Мицковски го кажа на интервјуто кога јавно беше прашан за да ги реши сите дилеми и сите вакви ниски удари во текот на кампањата. Како ќе ја прокоментирате изјавата на американската амбасадорка во Скопје Ангела Агелер дека е можно да има техничка влада поради условите кои ги бараат албанските политички партии поврзани со уставните измени, а во која техничка влада ќе се проба да се донесат уставните измени доколку ВМРО ДПМН остане на нивниот непроменет став за уставните измени? ВМРО ДПМН со сигурност има повеќе од 53-4 пратеници како што стојат моментално анкетите. Така да уставни измени без ВМРО ДПМН се практично невозможни. Знаете како, многу од провладините портали и медиуми во Македонија се обидуваат да го спинуваат тоа интервју на амбасадорката Агелер и да вадат реченици од контекст, да ги прикажуваат со бомбастични најави, се е тоа во функција на оно што претходно го зборувавме, сите се исти. Така да, кога ќе го прочитате целото интервју на амбасадорката и кој видите што она говори, многу брзо ќе сватите дека она тоа го кажува во стилот, па ја прашуваат, она вика, па ова е Македонија, не би ме изненадило, и тоа би можело да се случи, но многу е малку веројатно да се случи. Така да, јас не би сакал да подклекнувам на порталите на СДСМ и на нивната пропаганда. Пак ќе кажам, со самото тоа што ВМРО ДПМН ја реизбра својата пратеничка група. Тоа значи конзистентност на ставовите на подолг крок или конзистентност на ставот дека уставни измени под бугарски диктат нема да има. Така. Господине Малчевски, како и секогаш задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, ви посакуваме убав, работен и успешен викенд, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. Бети, Јон, ви благодарам уште еднаш, секогаш ми е задоволство кога дискутираме со вас. Сете поминаа колку? Па скоро час и половина. Так. Скоро час и половина разговараме, јас не ни сетив дека пројде емисијата. За крај би сакал да ги поздравам нашите браќа, сестри во Австралија, во Македонија, во Европа, сегде каде што не слушаат. Сите оние кои што се уште се двоумат, би сакал да ги повикам на 24 април и на 8 мај да излезат. Поддршката за професорката Слијановски за ВМРО ДПМН е во овој момент клучна за Македонија пак да се врати на победнички пат и Македонија пак да биде горда држава и сите ние да се гордееме со неа. Ви благодарам на поканата
Се надевам дека многу скоро повторно ќе се видиме. Секако. Убава порака, секое е добро и се слушаме. Уште еднаш голема благодарност, голем поздрав и среќен пат. Знаеме дека патувате. Пријатно. Работ. Ви благодарам многу. Пријатно. Довидување. Поздрав и до слушање. До слушање.